Кина известува дека инфекциите со човечки метапневмовирус, сличен на грип, се намалени во северниот дел на земјата. Во последните недели, извештаите за зголемени случаи на вирус во земјата каде што започна COVID-19 предизвика загриженост за уште една потенцијална пандемија. Меѓународните научници ја повикуваат Кина да објави информации за патогенот и да спроведе генетско истражување, за да потврди дека не е нов вирус. Дури ако е стар вирус, сепак може да биде појава на нова варијанта. Овој вирус постои барем од 2001. Тоа е многу чест вирус што го гледаме секоја година. Повеќето деца на возраст од 5 години веќе прележале. Тоа е вирус кој ќе предизвика симптоми како насолзени очи, кашлица, кивање, затнување на дишните патишта. Додека метапневмовирусот може да предизвика сериозни болести кај деца под 5 години, кај постари и возрастни лица со други здравствени проблеми, тоа е обично блага болест за повеќето. Тоа не е ни приближно толку сериозно како грипот или ковид. Метапневмовирусот е тука долго време и има заразени милиони луѓе, кои веќе имаат имунитет. Не се работи за сосема нов вирус, што може да предизвика катастрофални проблеми. Кинеските здравствени власти велат дека бројот на пациенти кои бараат медицинска помош е помал во споредба со истиот период лани. Аур Вартер вели дека кинезите можеби се поподложни на ХММВ, бидејќи Кина воведе построги карантини за време на ковид, отколку, например, Соединетите Американски држави за време на пандемијата. Тие останаа дома, не одеа на работа, носеа маски. Вообичаените циклуси на стекнување инфекција, например за време на респираторната сезона на зимата, луѓето не се заразуваа, имунитетот не им беше заекнат, но затоа има поголема популација која може да биде поотпорна. Не постои вистински третман или вакцина за човечкиот метапневмовирус. Лекарите велат дека сите пациенти кои имаат проблем со дишењето треба да побараат медицинска и лекарска помош.